Добар ден, почитувани ученици, добре дојавте на уште еден видео час по предметот Музичко образование за девето одделение. И посакувам убави моменти поминати заедно со мене во ова наше видео дружење. Нашата денешна содржина е обработка на народната песна Не стој доне донки, од темата изведбени активности. А ова се и целите и исходите за овој час. Бидејќи на овој час ќе обработуваме македонска народна песна, јас најпрво би сакал накратко да се потсетиме што е тоа фолклор и исто така да се потсетиме на некои од карактеристиките што се специфични за народните песни од нашето поднебје. Па да започнеме. Фолклор е поим што често го среќаваме во секојдневниот живот. Тој доаѓа од англискиот јазик од зборовите folk, што значи народ, и лор, што значи знаење или мудрост, или во слободен превод народно знаење или народна мудрост. Во фолклор може да спаѓа се што е народно творештво кое е карактеристично за едно поднебје. Народниот фолклор го препознаваме во литературата, преку разни легенди, предања, приказни. Во архитектурата, градби како куќи, манастири. Преку ракотворбите, како што се носиите, везовите, различни занаети, грнчарство, филигранство. Во храната, преку традиционалните јадења карактеристични за одредени поднебја, а најмногу преку народното музичко творештво, како што се народните танци и ора, народните песни и музичките инструменти. Пред да продолжиме кон главниот дел од нашата денешна содржина, јас би сакал да ви покажам и визуелно дел од народните творештва што се карактеристични за ова поднебје, како на пример нашите традиционални јадења. Верувам дека веќе препознавате дел од нив бидејќи се составен дел од нашиот живот. Овде може да погледнете градби кои исто така се карактеристични за нашето поднебје преку кои се осликува нашата фолклорна архитектура. Понатаму, нашите носи кои се карактеристични по ситните детали и по своите шари. На овој слайд може да погледнете и изведба на македонски ора преку овие две фотографии, на кои повторно можете да ги забележите македонските народни носи. Сега да преидеме на делот по кој нашиот фолклор е најпрепознатлив, а тоа се македонските народни песни. Тие, како дел од нашиот фолклор, се уникатни и препознатливи низ светот по неколку своји карактеристики, но како највпечатлива карактеристика се издвојуваат нерамноделните ритмови во кои тие најчесто се изведуваат. Тие секако се доста невообичаени за оние кои првпат се среќаваат, односно слушаат народна музика од нашето поднебје. Имаме народни песни во петосмински нерамноделен такт, како што е песната Кажи ми кажи Катинки, па во седумосмински такт, како што е песната Јовано Јованки, и во деветосмински нерамноделен ритам, како што е народната песна што денес ќе обработиме Не стој доне донке. Сега да преидеме на обработка на оваа позната македонска песна. Најпрво да го прочитаме текстот од истата. Од текстов ви се обележани со зелена боја стиховите што треба да се повторуваат. Некогаш два пати, а некогаш три пати. А со црвена боја се обележани строфите и рефрените на песната. Веќе веднаш може да забележите дека оваа песна започнува со рефренот, што е исто така доста необично. Па да го прочитаме. Не стој доне донке, не гледај ме. Од гледање донке фајде нема. Не доне донке, не стој доне донке, не гледај ме не. Не стој доне донке, не гледај ме не, од гледање донке фајде нема. Дај дуни, фајде нема. Кога појдов од битола донке за солуна. Не доне донке, не стој доне донке, не гледај ме не. Не стој доне донке, не гледај ме не, од гледање донке фајде нема. Дај дуни, фајде нема. Сите моми донке ги заљубив, само тебе донке те засакав. Не доне донке, не стој доне донке, не гледај ме не. И понатаму следува повторно рефренот. Читајќи го текстот на песната, забележавме дека таа има љубовна и шеговина содржина. Но пред да ја преслушаме, би ве замолил да го паузирате овој час и добро да се распеете со веќе изучените вежби за распејување, да завземете правилен пејачки став,
а потоа продолжете со видеочасот со тоа што ќе ја преслушате песната неколку пати. Кога ќе ја научите мелодијата, придружете се со интерпретирање на песната заедно со изведувачите, но при тоа внимавајте и на правилна вокална интерпретација. Се надевам дека ќе ви се допадне ова изведба на нашата позната народна песна "Не стои доне донке". Ne stoj done donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Ne stoj done donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Ne done donke, ne stoj done donke, ne gledaj me, ne. Ne stoj done donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Ne stoj done donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Daj duni duni duni, daj duni duni duni, daj duni duni duni, fajde nema. Daj duni duni duni, daj duni duni duni, daj duni duni duni, fajde nema. Како ви се допадна песната? Сигурен сум дека го крена вашето расположение како што го крени моето. Се надевам дека уживавте музицирајќи на оваа прекрасна македонска народна песна, а сигурен сум и дека го почувствувавте и вие овој специфичен неравноделен ритам, додека ја слушавте и интерпретиравте. Поради оваа своја уникатност и карактер, песната "Не стој доне донке" е изведена од голем број на изведувачи и ансамбли. Предлог задача под завршувањето на часот очекувам вие да ја побарате песната на интернет во изведба од други изведувачи. Може би вас нека друга изведба на оваа песна ќе ви остави поголем впечаток. Потоа, неколку пати преслушајте ја вашата омилена изведба и потоа да се обидете да испеете најдобро што можете. Со иката алатки направете виртуелна презентација за секоја строфа од песната. Ви ја препорачувам апликацијата Book Creator. Ви благодарам за вниманието.